Цеца Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Апелација донела одлука Асмир Јаховски да добие времена патна исправа. Викендов тој прошета по Босфор, а утринава се врати и пријави во кривичниот суд. Демократскиот сојуз и ЛДП поднесува предлог закони за една изборна единица. Власта ќе даде поддршка ако гласа и диаспората. Формулацијата сегашен за македонскиот идентитет нема да биде прифатена. Мицковски контра барањето на бугарските европратеници за амандмани на резолуцијата во Европскиот парламент. Владата подготвува царинска реформа. Од 1 јули ќе се намалат увозните давачки за 67 категории на суровини и repроматеријали. Ќе се разгледуваат примери од странство. Македонија почнува акција за борба со пушењето, особено строго околу училишта и градинки. Пресврт на изборите во Полска, конзервативецот Карол Навроцки, од непознат историчар, стана нов председател. А во овие вести сме во живо откривалак за најголемата НАТО вежба која се одржува во земјава. Останете со нас, почнуваме. Асмир Јаховски, осомничен за набавките на мазут во ТЕЦ Неготино, со времен пасош заминал па се вратил од патување на Босфор. Како осомничениот за милионски злоупотреби добил зелено светло да патува помалку од 1 месец по излегувањето од притвор со гаранција. Апелација која донала одлуката вели дека согласност имале и од јавното обвинителство. Даниел Василев има детали. Газдата на Пуцко Петрол Асмир Јаховски е вратен во Македонија и утрово се пријавил во кривичниот суд откако претходно викендов беше на патување во Турција со времен пасош. Јаховски според одлуката на апелацискиот суд со која мерката притвор беше преиначена во мерки на предпазливост, има обврска секој прв понеделник во месецот да се јави во кривичниот суд, што и го сторил. Но како Јаховски го добил времениот пасош кој ќе може да го користи во следните 6 месеци. Според МВР, времената патна исправа на газдата на Пуцко Петрол му е издадена по одлука на апелација. Второстепениот суд одлуката ја донел во петокот, а веќе во саботата тој заминал за Турција. Лицето за кое прашувате остварило излез од Република Северна Македонија на граничен премин Богородица на 30 маја се вратило во државата на 2 јуни преку граничен премин Богородица. Имено, лицето извршило излез од државата со патна исправа со ограничен рок на важење издадена од МВР по претходно донесено решение на апелационен суд со кое се дава согласност на лицето АЈ да му се издаде патна исправа со ограничен рок на важење. Велат од МВР. Посоченото решение од МВР се уште не е заведено во системот на судот и не може да се прочита точната одлука. Но од апелација заситал со појаснување. Јаховски барањето го поднел на 12 мај во Кривичен. Кривичен го одбил, па апелација одржала седница на 29. Постапувајќи по жалба на осомничениот, истата делумно ја уважил на начин што дадена е согласност за издавање нова патна исправа на осомничениот Асмир Јаховски, но со ограничен рок на важење од 6 месеци сметано од денот на издавање. При одлучувањето земен е предвид предлогот на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција да се дозволи издавање на времена патна исправа, како и мислењето на вишето јавно обвинителство да се уважи жалбата на осомничениот и издаде времена патна исправа. Велат од апелација, појаснувајќи дека мерките на предпазливост кои беа донесени претходно се уште се во сила. Побаревме одговори од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое го води предметот за можни злоупотреби во набавките на мазут за ТЕЦ Неготино. Дали тие имаат дадено мислење за времениот пасош на Јаховски? Одговор до овој момент се уште нема. Оттаму само подсетуваат дека замената на притвор со мерки на предпазливост за Јаховски, обвинителството за организиран криминал го услови со гаранција во недвижен имот од 60 милиони денари и депонирање на износ од 72 милиони денари, сума за која обвинителството тврди дека располага со докази дека истиот одговара на вкупниот износ на проневерата. На патувањето на Јаховски во Турција реагираше и владеачката ВМРО ДПМН. Тие вина гледаат во, како што велат, судиите избрани од ДУИ и СДСМ и се децидни дека реформи во судството мора да има. Од информации во јавноста дознаваме дека судиите му одобриле на Јаховски и му го вратиле времено пасошот за тој да може да шета и ужива по Босфор со нашите пари кои тој и неговите блиски ги украдоа од буџетот на државата.
Правдата изгледа ќе мора да почека додека тој слави матурски на Босфор. Затоа судиите мора да одговараат, велат од ВМРО-ДПМН. Јаховски е осомничен во рамки на истрагата со која се опфатени собствениците на компанијата РКМ, Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, како и поранешниот директор на ЕСАМ Васко Ковачевски кој е во бегство. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција истражува можни злоупотреби во набавките за мазут за ТЕЦ Неготино вредни над 160 милиони евра во време на енергетската криза. На Босфор во Турција, според објавата на социјалната мрежа Facebook, Јаховски отишол да прослави завршено образование на свој роднина во Турција. Даниел Василев, Сител телевизија. Демократскиот сојуз и ЛДП поднесоа предлог закони за една изборна единица. Власта ќе даде поддршка ако гласа и диаспората. Формулацијата сегашен за македонскиот идентитет нема да биде прифатена. Мицковски контра барањето на бугарските европратеници за амандмани на резолуцијата во Европскиот парламент. Предлогот Македонија да стане една изборна единица повторно ја отвора дебатата за фер и инклузивен изборен модел. Демократскиот сојуз и ЛДП иницираат законски измени со кои се укинува постојниот модел со 6 изборни единици, а се предлага единствена изборна зона со цел да се обезбеди поголема застапеност на помалите партии и реална политичка конкуренција. Идејата добива поддршка од премиерот Мицковски, кој нагласува дека потребно е политичките партии да седнат и да постигнат согласност. Според него ВМРО-ДПМН е подготвена да ја поддржи оваа промена под услов во изборниот процес да биде вклучена и диаспората. Се чини дека наповедок е поширока поддршка за модел кој подолго време се сметаше за клучен тест за демократизација на изборниот систем. Демократскиот сојуз и ЛДП поднесоа измени на изборниот законник со кој се предлага Македонија да биде една изборна единица. Првиот човек на ДС, Павле Трајанов, вели со ова составот на парламентот ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните. Ќе се демонтира еднопартискиот начин на владење. Зборуваме дека досегашните промени на власта, каде што доминира една политичка партија, дека во суштина сите други чинители се елиминирани од учество на носење на крупните круцијалните одлуки. Тежината на пратеникот ќе биде иста, а не како досега. Например, во 6-та изборна единица се бира пратеник со 6300 гласови, а во 3-та изборна единица со 10. Това значи дека немат иста поддршка пратениците. Трајанов вели дека Демократскиот сојуз повеќе од 15 години ја актуализира потребата од корените измени на изборните правила, а последниот обид, како што рече, беше блокиран од СДСМ и ДУИ. Ниту предлогот на ЛДП за една изборна единица и отворени листи не е нов. Нивните пратеници и во двата претходни парламентарни состави поднесуваа предлог закони за истата реформа, но тие не добија поддршка. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе поддржи Македонија да биде една изборна единица, но со право да гласа и диаспората, изјави премиерот Мицковски. Тој вели партиите досега не седнале да се усогласат околу ова прашање, но дека доколку се направат потребните подготовки во дипломатско-конзуларните представништва, промените може да се применат до наредните парламентарни избори во 2028. Еве, јас дадов предлог да имаме една изборна единица со можност да гласа и диаспората, онаму каде што законите и уставот на државите дозволува тоа да биде и надвор од дипломатско-конзуларните представништва. Не сме седнале до сега да разговараме со никога на оваа тема, но принципелно како ВМРО-ДПМН реков, еве ги ќе повторам, пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, ние ќе поддржиме една изборна единица во која што право ќе има да гласа и диаспората. Идеите за една изборна единица одамна се провлекуваат низ политичките кругови, но ниту една досега не стигна до целосно усвојување. Во Македонија моментално се гласа по пропорционален изборен модел со 6 изборни единици, од кои од секоја се избираат по 20 пратеници. Мартин Арсов, Сител телевизија. Судскиот совет се уште нема разгледано пресудата на Управниот суд со која беше поништен изборот на Елизабета Дуковска за уставна судика. Претседателот на Советот Александар Камбовски вели дека пред тие да достават номинации до собранието, би требало да ги доуредат внатрешните правилници за избор на кандидати. Прво, за да не се повторуваат одлуки како оваа на Управниот суд, а второ и самите суди да ги знаат критериумите и начинот за номинирање од Судскиот совет. Ние во текот на минатата недела добивме известување од собранието
односно ни доставија пресуда на управниот суд. Таа се уште не е разгледана од наша страна и во моментов кога тоа ќе биде побарано од нас, секако дека судскиот совет ќе даде свој, односно ќе номинира предлог до собранието. А потоа изборот секако оди на собранието. Дали веќе имате имиња кои што би можеле да бидат номинирани? Имиња немаме, меѓутоа видете, во минатото, што и ова пресуда покажува, тоа нас не ни е некако доуредено во интерниве правилници што ги има во судскиот совет. Сега кажувам од мои лични име, јас би сакал прво тоа да го уредиме, да знаат судиите кои се правилата, кој е начинот на избор. Тоа нема да одземе многу време, а секако дека многу ќе користи не само за оваа конкретна номинација, туку за сите номинации во иднина. Така да јас би преферирал првен тоа да го средиме, па потоа да бараме кандидати меѓу редовите на судиите. НАТО вежба Брз одговор 2025 во кој учествуваат над 2200 војници од 9 земји членки на Алијансата. Целта на оваа мултинационална вежба е да се тестира подготвеноста на НАТО за брз и ефикасен одговор на потенцијални безбедносни закани во регионот. Вежбата представува значаен момент и за Македонија како домаќин и членка на НАТО, демонстрирајќи нејзината стратешка важност. Од Криволак во живо известува Ивана Соколовиќ. Најдова, Ивана, кои се деталите? Повеќе од 1200 војници, дел од армиите на 7 земји членка на НАТО Алијансата и 2 партнерски земји овде на армискиот полигон во Криволак ја изведоа вежбата Брз одговор 2025. Секој од армиите ги покажа своите борбени способности, покажа дека само со сојузништво и заедништво може да се делува одговорно и да се обезбеди мирот и стабилноста не само за регионот, туку и во мисиите каде што се учествуваат НАТО мисиите. За првите луѓе на генералштабот и на државата ова е доказ дека Македонија гордо и стабилно чекори како дел од Алијансата на НАТО организацијата. Порачаа дека ова е и голем тест за македонската армија која што овде ја представува својата борбена подготвеност од 950 војници, најмногу кои што се вклучени во ова акција како домаќин на самата меѓународна вежба. Еве ги нивните пораки. Вежбата Брз одговор 25 е повеќе од демонстрација на борбена готовност и способност. Таа е доказ на силата и посветеноста на Алијансата. Таа е доказ дека неуморната работа на учесниците на вежбата нема за цел само да се подобрат капацитетите и способностите, туку и да се изгради доверба, интероперабилност и меѓусебно почитување. Оваа вежба е доказ за силата и смртоносноста на колективната одбрана и нашата посветеност на стабилна и безбедна Европа. Сакам да ја изразам нашата исклучителна благодарност на Северна Македонија за нејзината импресивна и непоколеблива посветеност на регионалниот мир и безбедност. За председателката Гордана Сјановска-Давко како врховен командант на вооружените сили на армијата, ова е доказ дека Македонија, иако мала по бројност армија, сепак е модерна и способна да одговори на сите бројни предизвици. Вели како домаќин на 9 армии, Македонија уште еднаш покажа дека достојно чекори по оние патеки на предизвиците кои што ги носиме со членството во НАТО. Вели дека ова е испишување на уште една историја од книгата на македонската армија. Мирот нема алтернатива. Тој е избор на храбрите, завет на посветените и обврска на секој што ја носи униформата со чест. Денеска овде, на полигонот Криволак, не испишуваме само уште една успешна страница во историјата на нашата армија, туку ја потврдуваме определбата да бидеме дел од оние што го штитат мирот како врвен цивилизацијски идеал. Вежбата представува јасна демонстрација на посветеноста на македонската армија кон националната и регионалната безбедност, како и стабилноста на Алијансата. Преку планирање, организација и реализација на ваков тип на вежби, заедно со Американската армија, командата на копнените сили на САД за Европа и Африка, ја зајакнуваме подготвеноста на НАТО и интероперативноста меѓу нашите сојузници и нашите партнери.
Во едночасовната мултинационална вежба армиите над 9 држави ги покажа своите борбени активности, а овде своји демонстрации покажа и грчките тинкови Леопард, борбените хеликоптери Апачи, минофрлачите од 120 мм, транспортни хеликоптери Ми-8 и 17, оклопни возила, транспортни медицински хеликоптери Black Hawk и инженерски возила Хаски. Оваа мултинационална вежба е дел од серијалот вежби Defender, кои што се одвиваат на годишно ниво, а се под покровителство на армијата на САД за Европа и Африка. Откривала Ивана Соколовиќ Најдова и снимадлот Горан Гочевски. А на жичницата Милениумски крст на Водно денеска се одржа показна вежба за евакуација на патници во случај на дефект. Во вежбата учествуваат тимови од специјалната антитерористичка единица Тигар при Министерството за внатрешни работи. Сценариото предвидуваше прекин на електричното напојување, при што кабините на жичарата остануваат заглавени со патници во воздух. Обучените тимови демонстрираа брза и безбедна евакуација на заглавените патници. Министерот за внатрешни Панче Тошковски истакна дека ваквите вежби се клучни за подобрување на капацитетите на полицијата за навремено и ефикасно реагирање при слични кризни ситуации, како и за заекнување на меѓусебната координација со цел поголема заштита и безбедност на граѓаните. Опозицијата гледа на политиките во земјоделието. Се движиме ли во правилна насока за да произведеме доволно домашна храна? Се користат ли европските можности во овој ресор? Како Македонија да деблокира евроинтеграцијата кога барањата од Софија на сметка на идентитетот не стивнуваат? Тема на денот во 19 со пратеникот Љупчо Николовски од СДСМ. Ке се крати од старо за да се гради ново. Владата подготвува ребаланс на буџетот со кој ќе ги пренасочи средствата од нереализирани капитални проекти кон оние кои се зрели за реализација, со поддршка од британскиот заем. Наместо амбициозни, но неисполнети планови на хартија, во капиталните расходи ќе се вклучат проекти кои имаат готова документација и може веднаш да започнат, без да се зголемува јавниот долг, уверува министерката за финансии. Паралелно со ова, владата подготвува царинска реформа. Од 1 јули ќе се намалат увозните давачки на 67 категории суровини и репроматеријали, важни за автомобилската и металопреработувачката индустрија. Ке се крати од нереализирани капитални проекти, ке се додаваат оние кои ке се градат со британски пари. Многу желби биле ставани на хартија, кои никогаш не почнале со изградба. Затоа за проектите кои се зрели и чекаат старт, ке се повлекуваат пари од британскиот заем, кои ке влезат во капиталните расходи на буџетот. На пример, ако се скратат 300 милиони евра од проекти кои се далеко од реализација, ке се додадат 300 милиони од британскиот заем за проекти кои чекаат изведба. На тој начин, како што тврди министерката за финансии, јавниот долг нема да се зголемува. На овој начин сметаме дека ќе се тргнат настрана оние не толку важни во моментот капитални расходи или инвестиции, како резултат на тоа ќе се вклопат другите кои што ги договараме, да кажеме, со овој договор за стратешка соработка, јас би го рекла, затоа што овој договор сега е тоа на почетокот, ние се договараме, но сите детали остануваат за понатаму, еден по еден проект, како што кажав, како ќе созреваат да можат да се инвестираат. Државата за оваа година предвиде 820 милиони евра за капитални проекти. До крајот на мај потрошени се нешто на 20%. Затоа веќе се подготвува и ребаланс на буџетот, каде ќе бидат одземени и помалите приходи од царинските стапки. Од 1 јули владата за 50% ќе ги намали тарифите за увоз на суровини и репроматеријали, додека за увоз од САД во целост ќе ги укине. По овој основ царинските приходи годинава ќе бидат пониски за околу 5 милиони евра. Слободување, да речеме, од царински давачки на увозот од Соединетите Американски држави, тој увоз е некаде 3,7 милиони евра на годишна основа, тука немаме промени, нула е, значи толку би изгубиле, што значи вкупно ние некаде годинава 4, бидејќи нели велам на годишно е 2 милиони, половина година ќе остане до крајот на годината, тоа е 1 милион евра фискални импликации, овие 3,7 за годинава ќе бидат 4,7 милиони евра.
Станува збор за 67 царински стапки, кои се однесуваат за увоз на суровини и репроматеријали за автомобилската и металопреработувачка индустрија. За литиум-ионските батерии пак, царините од 15 ќе се намалат на 2,7%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Прагот за репрезентативност на синдикатите ќе се преполовува од 10 на 5%. Законските измени, предложени од пратеници на ВМРО-ДПМН знами вреди, веќе се во собраниска процедура и ќе се носат по скратена постапка. Владата тврди дека станува збор за договор постигнат со синдикатите со цел да се поттикне поинклузивен социјален диалог и да се елиминираат административните бариери за помалите синдикални организации. Ке се симнува прагот за репрезентативност на синдикатите од 10 на 5%. Предлог измените на Законот за работни односи е веќе доставен до собранието од група пратеници на ВМРО-ДПМН знами вреди. Ке се носи по скратена постапка. Со оваа измена се врши изедначување на условите за определување на репрезентативност на синдикатите со организацијата на работодавачите и се одредува ист процент од 5%, пишува во предлогот. Според сегашниот закон, еден синдикат се смета за репрезентативен ако неговото членство брои 10% од вработените во државата. Премиерот Мицкоски изјави дека измената била договорена на средба со синдикатите. Тоа беше резултат од разговорот последниот пат кога бевме со сите синдикати заедно, дека имаме два синдикати реално во Македонија кои што се на терен. И тие два синдикати, за да нема кој е внатре, кој не е внатре, па кој има репрезентативност, кој нема, сите да бидат во рамките на економско-социјалниот совет и да има еден диалог кој што таму ќе се случува внатре. Така што не е тоа нешто кое што е некаква политичка агенда. Првиот човек на КСС Ралповски вели ова е една од препораките од Меѓународната организација на трудот уште од 2023, а воедно и барање на помалите синдикати, за да се слушне и нивниот глас. Не би рекол дека некој ќе добие или некој ќе изгуби. Оние што се големи синдикати ќе си останат репрезентативни, тие што се помалите ќе имаат можност да се борат за репрезентативност. Нема да има никаков хаос, затоа што либерализацијата и поларизмот во синдикалното организирање треба да го почитуваме исто како што се почитува и при изборот на политичките влади во Македонија. Сител се обиде да добие коментари од претседателот на ССМ, но тој не одговори на нашите телефонски повици и пораки. Репрезентативноста на синдикатите истече во декември, а последната седница на Економско-социјалниот совет се одржа во февруари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Ке се заоструваат казните и мерките против пушењето. Македонија како земја каде речиси секој втори пушач ќе воведува забрани за пушење во близина на училишта, градинки и други јавни простори, а примери ќе се земаат од други држави. Може да заработите казна ако пушите на улица или на јавни места каде што има деца. Забрана за електронски цигари во затворен простор. Никако никотин на плажа. Вакви ригорозни мерки има во многу земји. А македонските здравствени власти ќе имплементираат дел од нив во нов или дополнување на стариот закон во борба против пушењето кој со години е заборавен. Статистиката како и секоја година е алармантна. Повеќе од 45% од населението пушат цигари, а овој порок е се поприсутен кај малолетниците. Станува збор за мултидисциплинарен пристап, работиме и на зголемување на царините, акцизите. Значи, ние како Министерство за здравство ќе направиме се за да се зголеми фокусот кон заштита на јавното здравје на населението. И тоа го правиме, работиме, така да ни треба уште малку време и ќе испаднеме со конкретни предлози. Порано инспекциите влегува и во кабинетите на министрите и ги казнува, ако се сеќавате. Не знам дали се сеќавате. Така беше и така ќе биде сега понатаму. Освен законската регулатива, важни се и услугите за откажување од цигари. Во Институтот за јавно здравје има телефонска линија каде пушачите добиваат стручни совети. Низ текот на годината околу 10% од лицата кои што се јавиле на оваа линија успешно се откажале од пушење. Можеби овој процент не изгледа доволно висок, но во споредба со западните земји каде постојат вакви линии, резултатите се слични или исти. Мора да се работи на програми во училиштата, политики без пушење, како во училиштата, така и во нив, програми за откажување од пушење за наставниот кадар, како модели.
Додека се чекаат законски решенија и црпење на искуства од други земји, реалноста покажува дека инспекција нема и никој не контролира дали се почитува законот. И што е најалармантно, цигарите се достапни во средни, но и основни училишта.